Здраво на сите, да видиме сега што пишува грчките весници изминатиот ден. Разгледувајќи ги Елефтерос Типос, Танеа и Товима, каде што има надписи во врска со Македонија, со Скопјанското прашање. Се извинам. Повторно превладува тој дух. Прво, антагонизмот меѓу Америка и Русија во врска со нас и се спомнува и на едно место и денешниот празник на формирањето на организацијата во Солун. Да видиме Елефтерос Типос, вели, еве, тука, Вашингтон одговара на обвиненијата на Москва за референдумот за гласањето во Скопје. Својот одговор го дава Вашингтон на обвиненијата на Москва за американското мешање во неодамнешното парламентарно гласање во БРМ, што даде зелено светло за започнување на уставни измени во соседната земја. Еве имаме тука два интересни исто така написи. Три уствари. Апандиси, Скопје, одговор на Скопје до Москва. Сакате да го подкопате уставното преразгледување. Бомби Иванов за скопското прашање. Историјата ги презира подкупите. И уште еден напис. Изнудување, закани, подкупи во Скопје, обвинува Москва. Дека бајги надписи. Диаграфи о антипредростувано парати катапсиви се тиси. Отпишување од страна на председателот на ВМРО бидејќи гласаше против договорот од Преспа. Ама ќе видиме понатаму што вели диаграфи. Ајде да видиме што е ова. Диаграфи антипредросту ВМРО пароти катапсиви се тисифонијатом Преспон. Антипроедрос. Се избриша заменик председателот на ВМРО заради тоа што гласаше за договорот во Преспа. Не знам на што се мислио. Митко Јанчев, ихе диафониси, метин тактики документос, студимо псифија, стим ПГДМ, стис, 3 септември, схетика. Да. Значи ова е бил избришен, е отпишен од партијата поради тоа што гласал против на референдумот, против договорот од Преспа. Не знам ова дали е точно. Добро. Митко Јанчев не се согласуваше со тактиката на партијата
за референдумот во БРМ на 30 септември, поточно во врска со договорот од Преспа. Митко Анчев е еден од трите заменици председатели на ВМРО-ДПМН, ќе фрази Тифилев и го искажува проевропското крило на партијата. Како што има кажано самиот, учествувал на референдумот и гласал против договорот. ВМРО-ДПМН енопситу димопсифијазмото стихора во врска со референдумот во земјата ги имаше повикано подржувачите да прават против својата совест, така што голем број на гласачи од партијата негова ги тргна настрана од референдумот. Минатиот петок ВМРО-ДПМН избриша од своите редови, ги избриша од своите редови самите пратеници кои што гласа за предлогот на владата на Зоран Заев за започнување на процедура за изменување на уставот на земјата во врска со договорот од Преспа. Да видиме што има друго тука. Та Скопје Димургун Тетелезмена ќе камено склини Таматија. Нова демократија. Што кажу во врска со нас? Скопје ја донесува работата при крај, а Каменос ги затвора очите. Тие се тие обвинувања меѓусебни и тоа повторно Каменос, значи го покажува она желба кај политичарите во Грција и надеж дека работите ќе застанат кај нас. Друго тука, на скоп прашање, Соединените Американски држави, добро, ова е од вчера, празнуваат за изборот на парламентот. Русите обвинуваат подкупи, присилби во врска со гласањето, пародија во Скопје, вели Русија. Се да видиме ова. Одговорот на Скопје до Москва, сакате да го поткопате уставното преразгледување. Бомби Иванов за скопското прашање. Историјата ги презира подкупите. Ова е интересен овдека дел каде што кажува за каде се јак настап против оние кои што гласале за договорот во Преспа, строг настап против оние што гласале за договорот во Преспа, искажа скопјанскиот председател Ѓорги Иванов. Финондас епенигмус кедро. Оставајќи сомнежи за подкупи. Сминов Исумето Елефтор, да не оставиме слободната независна држава наша да биде нагрдена, рече
председателот на БРМ Георги Иванов за скопското прашање во во приликата на прославата на создавањето на партијата, на комитетот, македонската востаничка организација, македонската револуционерна организација, која што била создадена во Солун на 23 октомври 1893 година и додаде луѓето го слават секојаш благородното, а историјата го презира подкупот. Во сите скоро одлучувачки мигови на нашата историја, нашиот народ завземал јасен став, така бидна и овој пат на референдумот кој што бидна на 30 септември, граѓаните се поставија против насилни, натурени и штетни решенија по кои што беа прифатени без претходна национална согласност, народна согласност. Но беше интересно. Да видиме сега тука што вели Танеја. Танеја вели одговор на БРМ до Русија, невистините, обвинувањата, нападите за подкупи на пратеници. Станува збор за јасен став да се подкопа еден политички процес од историско значење за Македонија и за граѓаните нејзини, вели одговорот на Министерството за надворешни работи. Има тука еден бајаги подолг текст. Има уште тука Росики Керони, руските громови, Соединените Американски држави го предводеа гласањето во БРМ. Добро. Уште еден надпис од Танеја. Ипсили тони апо Иванов, високи тонови од Иванов, а финехме остава искри за подкуп на пратеници од ВМРО. Во неговиот говор Иванов потцрта дека народот одлучил против договорот на референдумот на 30 септември, нешто што сепак не се испочитува, бидејќи пратениците делува против волјата на граѓаните. Да, има тука исто еден надписче. И уште од Товима, да го видиме овој надпис, повторно Америка, Русија. Македонското прашање донесува дипломатски судар Исток-Запад. Мислам дека го коментиравме